ВМРО-ДПМН е криминална партија која ги злоупотребува странските инвестиции, но и парите на граѓаните. Тврдат и денеска на оваа тема од Социјалдемократскиот сојуз, посечувајќи конкретен пример. Европската канцеларија за борба против измама, ОЛАФ, отвори случај за проект од 2015 година, вреден 660.000 евра, за софтвер во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Во тој случај нотирани се низа неправилности, а на државата ОЛАФ и препорачала да ги врати парите. Во тој период владата е предводена од ДПМН и премиерот Никола Груевски, а меѓу неговите советници бил и денешниот шеф на ДПМН Христијан Мицкоски. ДПМН е почитувани и поединци од таа партија и од таа влада, освен што краделе од граѓаните, за што има и правосилни судски пресуди, тие преневерувале и пари од европските фондови. Од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, до обвинителство е доставен конкретен предмет по кој обвинителството треба да постапи. Низ отворена судска постапка, виновниците треба да се лоцираат и санкционираат, а ДПМН е да ги врати проневерените пари.